Благодарам, почитувана председателке. Еве на последниот ден од амандманската расправа, 12-ти на оваа расправа, а 8-миот кога разгледуваме амандмани, сакам да искоментираме на појава која што се случува во моментов, да прво подпишаните на амандманите не се присутни тука и не ги образложуваат. Во минатото ние го почитуваме секој еден амандман, но во минатото имаше случаи каде што еден од пратениците кој што беше тогаш член во претходниот мандат ги прашуваше пратениците кои што ги образлагаа не се таму каде географски се наоѓа улицата. Јас нема да го правам тоа, бидејќи не сметам дека на такво ниво треба да водиме една расправа. Ама кога почна расправата за буџетот, имаше две тези присутни во јавноста. Едната беше на мнозинството, една беше на опозицијата. Опозицијата велеше дека буџетот е дотолку катастрофален, за да со 204 амандмани интервенирале за да го поправат буџетот, додека ние зборувавме дека се она кое што е напишано од амандманите се базира на две основи. Првата е дека најголем дел од проективе кои што се поднесени и ќе се реализираат затоа што има обезбедени програми, тоа што го зборува заменик министерот. А од друга страна дека е несериозно да поднесувате вакви амандмани и токму заради тоа ги повлековте тие од Струмица, бидејќи јас да сум ги поднел тие амандмани, би се срамел кога треба да поднесам 10 амандмани за суштински проблеми у Струмица, каде што Нобеловецот кој што беше премиер беше од таму. Гледаме дека веќе долги години се управува од СДСМ и тука може да се види еклатантниот пример на неспособноста на одредена политичка елита, како што можеме да видиме и во општина Куманово, кога некој 30 години бил на властите, како конкретно господинот кој што е првопотпишан, бил секретар на општина, па пратеник, па министер, па премиер, па повторно министер, па пратеник, и тоа вакви проблеми да ставате во амандмани. Јас не подценувам ниту еден проблем, но кажувам дека еве има сега волја да се биде ваквите проблеми разрешени и можам да ве разберам зашто ги повлекувате. Сакам уште еднаш да испратам една порака на ваквите дискусии. Мене не ми пречи, гледате дека позади нас се сите пратеници кои што се членови или заменици, тие кои што не се, сме подготвени да дебатираме. 8 дена дебатираме за секој еден амандман. Ако ја видиме статистиката, повеќе од луѓето кои што се пријавени со мнозинството, ние не бегаме од дебата, сакаме да се соочиме. Но суштината на поднесувањето на овие амандмани беше таа, да излезе лидерот на опозицијата, да каже дека е катастрофа и дека има 204 амандмани и да го снема него и да ги снема сите оние тврдења кои што и самата опозиција ги кажа. Така да, ете, добронамерен совет од мене, со тема како буџет, како економија и слични такви работи, не се води дневна политика. Затоа што се излегува смешен, а сепак барем во моите очи сум навикнат да го гледам СДСМ како сериозна партија. Така да, ете, овие останати 200 амандмани денеска што ќе ги допрочитаме и ќе ги обработиме, ќе бидеме сведоци на уште дополнителни повлекувања, но и амандмани каде што ни самите предлагачи кои што ги поднеселе не се тука да ги бранат, бидејќи ќе бидат соочени со вистината. Благодарам.